престои ли на Америка масовна електрификација? Така најави новопечениот председател Џо Бајден, кој на една од првите пресконференции откако беше избран изјави дека владата на Соединетите Американски држави ќе се префрли на електрични возила. Не прецизираше ништо конкретно, но бидејќи тоа беше дел од неговото обраќање за кампањата Купувајте американско, додаде дека тоа би биле возила произведени од американските работници. Станува збор за голема бројка. 250.000 кои се користат од федералната администрација, скоро исто толку за поштенската служба и 175.000 воени возила, или вкупно околу 650.000. Тие може да се набавуваат постепено откако на сегашните ќе им дојде при крај животниот век или пак во поголеми количини одеднаш, со што би се постигнала подобра цена. Но без разлика на тоа, оваа бројка во значителна мерка ќе влијае на брзината со која американската автомобилска индустрија ќе ја спроведе трансформацијата кон електриката. Како стојат работите, најмногу од тоа ќе ќари General Motors, чија амбициозна програма за електрификација е на самото раѓање. Тука е и веќе етаблираната Тесла, а не треба да се испушти во вид и дека дури и Volkswagen се подготвува да произведува електрични возила во својата американска фабрика. Како и да е, целиот процес, колку и да трае, мора да биде проследен со сериозни инвестиции во инфраструктурата за полнење. Се проценува дека возилата на американската федерална флота годишно поминуваат повеќе од 7 милиарди километри.